Така следуваат минутите за спортот со колегата Владко Чаловски, кој се шалта од спорт во политика како риба во вода. Абе, треба да знаеш да пливаш. Така е, грбно и сега ќе ја пообјасни Сега да маленко. видиме како се плива на повеќе начини, да. Вчера имаше Олимпискиот комитет состанок и мислам дека е тоа темата. Што се случува, Чаловски? Да, вчера се избираше нов председател на Македонскиот олимписки комитет и при тоа по 28 години од 92 до денеска, откако Васил Тупурковски го водеше овој олимписки комитет, сега има нов човек. Тоа не е возможно. Васил не е веќе таму. Васил Тупурковски веќе не е таму, да. Даниел Димевски е. Добро, морам да признам шегата на страна. Во Олимписки комитет во светот е традиција да остануваат практично до пензија. Ја знам разноразни Кубертени и овие други на вистина по 30 години. Се додека бидејќи таму во суштина врските се важни. Не циле, и јас бога ми не можеме да истрчеме 100 метри за не знам некакви пола саат. Ама затоа телефонот и контактите си тие кои што всушност носат. Добри менаџерски. Така е. Предпоставам дека тоа е резонот. Да, способности. А ние ќе разговараме во овој дел од спортот со еден од нашите најпознати спортисти секако, најдобрите пливачи, господинот Александар, што ете и Александар веќе во вестите го најави. Имено вчера на собранието на Македонскиот олимписки комитет имаше неколку бурни реакции, барем како што пренесуваат оние медиуми кои што стриктно се бават со спорт. Сега од каде таа поделеност и односно од каде тие разни идеи за тоа кој треба да биде прв човек на Македонскиот олимписки комитет. Дел од нив, дел од тие причини ќе ги слушнеме од господинот Маленко, со кого во секој момент треба да стапиме во контакт. Кај нас веќе прераснува во традиција, може би тоа нормално, мислам, секојаш кога се бираат некакви челници, кога имаме некаква промена на раководство и така натаму се случуваат овие бурни. Еве го Маленко го имаме на линија, ако не се лажам. Добро утро. Добро утро, господине Маленко. Добро утро. Добро дојдовте во утрински брифинг. Благодарам за покана и за можност. Тетвали, еве, ако ништо, ако не видео, ако не лайв, тогаш аудио. Ке правевме сигурно тет-а-тет да беа такви условите, меѓутоа ете, Не, во ред. Ајде да ве прашам, вчера вие на која страна бевте, бидејќи гледам дека различни имиња се поврзуваат со различни кандидати, всушност беа двајца, господинот Даниел Димевски и секако господја Александра Војнеска Зикова. Меѓутоа, при гласањето на вчерашното собрание, дел од, како што велат барем медиумите, дел од оние луѓе кои што биле со господја Александра се тргнале од собранието. Вие на која страна бе? Видите, ако ме прашувате лично како член на собрание и представник на Пливачка федерација на Северна Македонија, зборувам, можам да кажам за кого сум гласал. Јас страни во спортот познавам две. Сега зборувам за спорт. Победничка и губитничка? Не, познавам професионален спорт, нели? Така. И познавам рекреативен или цртичка, познат последниве 15 години, хоби представен за спорт. И тука имаше луѓе кои што го практикуваат како хоби спортот или повторувам. Пробувам да одгатнам некоја ваша порака. Не, во ред. Да. Значи, секогаш сум на страна на врвен професионален спорт. Почитувам рекреација, почитувам хоби, а не почитувам лага, превара преку ментален склоп и медиумски и во наводници експертски представен за врвен спорт или врвни спортски резултати. Зошто е тоа така? Допарва ќе излегува во медиумите, односно да се запознае јавноста, секако доколку имаме седма сила, професионална и ја представува и ја пренесува вистината, зборувам воопшто, за македонскиот спорт. Добро, ако тргнеме од тоа, господине Маленко, факт е дека не се инвестира во, барем кога се во прашање медиумите, не се инвестира во тие посебни спортски емисии, некако спортот е фрлен малку на страна како што е културата. Меѓутоа, еве, во утрински брифинг правиме некакви напори во тие 10 на 15 минути да отвориме теми. Конкретно во поглед на вчерашното собрание,
Да. Од каде, бидејќи таму учествуваа на вчерашното Да, собрание, слушам, да. доста врвни имиња од спортот, од ракометот, Да. кошарката, пливањето, фудбалот. Да. Од каде таа поделеност внатре? Зошто Сега, не можеше точно, таква точно. согласност да се постигне за Сега ќе двајцата ви кажам, кандидати? генезата господин Чаловски и како утрински брифинг прво благодарам, значи ще и за можноста да се каже од каде. Генезата јас и на говорница вчера го искористи правото, нели, да го кажам својот став, односно и да искажам комплетно согласно пред да се изврши избор за председател. Генезата за ова, повторно ќе нагласам поделеност, како што напоменавте, постои веќе 8, односно 2 олимписки циклуси. Знаете, тоа го направија медиумите, тоа го направи поранешната власт. Кога зборувам поранешната власт, зборувам за режим, затоа што сум бил еден од предводниците на шарена револуција, како врвна спортско име, заслужен спортист и граѓанин прогласен на оваа држава со врз основу на врвен резултат, кој што е единствен, кој што не зема 10 години спортска пензија, а земаат во името на пливањето препливувачи и рекреативци. Така е и во другите спортови, повторно кажувам, кои што имаат постигнато врвни спортски резултати. Поделеноста постои во моментот кога политиката преку Агенција за млади и спорт последните 10 години уништи критериуми, повторувам да видам добро разбран, уништи критериуми кои представуваат основ за воведување на професионален систем во работа од најмлади категории, како што рековте, до апсолутна категорија. Затоа што во Република Северна Македонија не постојат ден денес закон за спорт кој е меѓународно, повторувам, признат, затоа што 26.12 е поништен законот за спорт, веќе година, скоро дена, нели немаме, а пред 2 години ни се закануваше комплетна суспензија за олимпискиот спорт на меѓународна сцена. Федерациите не може да бидат шалтер на Агенција за млади и спорт и на гробар на македонски спорт Томче Андоновски и така натака сите инволвирани. Закон за спорт имаме подпишено сите спортски федерации, повторувам, со агенцијата по налог на ИОК, спроведен од МОК. 2019 година после одржување на собрание во присуство на модератор од ИОК, кој што го побара истите овие, повторувам, луѓе кои што стана, замислете, до нас стана кога видоа и се преброија. Ние не се пребројувавме, господине Чаловски. Они се пребројува и се закануваа. Истите се заканува кон нас како делегати. Дури еден гостин, кој се представуваше од врвно спортско име, меѓутоа заборави да каже дека својата кариера ја правил во клуб надвор од Македонија, кој што ни кажа деста заработил за живот, а ние сме биле спотери и така натака. И добро, Значи, така? и го кажувам, кога се представуваш од име на политичка партија и глумиш лудило, вистината кога излегува многу боли, господин Чалос. Како што кажавте и за вас медиумите. Немате обуки, немате документации, немате вистина пред вас. Не може Македонски олимписки комитет, кој е член на Интернационален олимписки комитет, а Интернационален олимписки комитет е посматрач во Обединети нации, каде што сме ние како држава, ИОК е најголемото семејство во светот. Најголемата партија, ама не политичка. А каква ингеренција има ИОК врз МОК? Видете, ИОК како ИОК има статут, господин Чаловски. Добро. Тој статут треба сите олимписки комитети, нели, 208, Така. ме разбирате, да работат по тој статут. Општо нормативните акти кои се спомнуваат, баш тие општо нормативни акти одат врз основу на закон за спорт. А ние закон за спорт немаме затоа што од 2013 сме предупредени како држава дека законот за спорт ви е ништовен. Не е усогласен со интернационалниот закон за спорт. Повторно нагласувам, Олимписки комитет и било која спортска федерација од 29 олимписки федерации мора и исклучиво мора да работа само по статут, не по закон. Замислете, вика, работиме по закон. Агенцијата ќе ви каже дали може да работите вие како Олимписки комитет. Нонсенс! Затоа што имаме подпишан интернационален меморандум за немешање на политика во спортот. Автономија, независност.
Тоа е подпишано од државата, господине Чаловски. А господине Маленко, кој е Да. тој кој што треба да го иницира ваквиот закон за спорт, ако не самите вие познати имиња спортисти? Сега И господине луѓе Чаловски, кои што сте на првите места во различни Веројатно. федерации. Еве ќе ви кажам, иницијативата како што ја поднесовме и која што ја направивме, во тоа нагласувам. Вие сте во право. На 26.12. за тоа јас во мојот говор, значи ги потсетив сите своји колеги делегати, на кои што и до животниот почесен председател, нели, господин Дубровски, потврди и кажа сите. Никој не читате записници, извинете, вака, ме сваќа записници од одржано собрание, каде што после собранието кое што го иницииравме, еве, кажуваме, се деси подпис прв пат во историја од 91-а нели како самостојна држава, да подпишеме меморандум меѓународен сите федерации, државата, како што рековте за иницијатива за закон за спорт, и Олимпискиот комитет како најголемо тело, нели, по закон за спорт и по устав. Повторувам. И од 26.12.2019, господин Чаловски, ние не само што немаме закон за спорт, извинете, него, замислете, федерациите под политички притисок не ги менуваат статутите, значи не ги усогласуваат, ве враќам 2 минути пред моето објаснување, со интернационалниот олимписки комитет, односно во Македонија, во Република Северна Македонија, Олимпискиот комитет на Северна Македонија. Не ги усогласуваат статутите, господин Чалос. А ги имаме на дланка од 26.12. Само 3 федерации. Господине Маленко, имаме уште околу 2-3 минути, а при тоа би сакал барем на уште 2 прашања да ми одговорите. Поведете. Едната од тие е со оглед на тоа што велите и самите дека во федерациите работи политиката, тогаш кој е на страната на Маленко? Кој е оној кој што со Маленко се бори заедно против таа политичка околност на избирање луѓе во федерациите? И ве молам да бидете малце пократки само во одговорот. Благодарам, извинете ако сум по долго излагањето. Вака, јас немам никаква политичка помош, да не бидам разбран, нити ќе побарам политичка помош, нити ми треба политичка помош. Јас сум не само на страна на спортистите, туку и како професионален заслужен спортист и граѓанин на оваа држава, доволно 15 години бев исклучен надвор од било какви функции или било какви совети, за да уште порано, уште поодамна, извинете, сето ова биде завршено на професионален спортски начин со олимписки дух. Јас во Република Северна Македонија сум 8 години, од кои само последните 3 години и 4 месеци сум председател. Но сите забораваат дека Александар Маленко и уште многу спортски легенди сме живи. Нас спортски и животно не погреба уште од 2016 до 2016 година, извинете, не погреба. Ајде, нема да дозволам, само така, кратко, 10 секунди да поентирам. Значи, нема да дозволам ниту повеќе една секунда да владее аматеризам, превара и политички притисок во професионалниот олимписки спорт. верувате дека ќе се трне политиката кога тогаш? Да, не? Господин Чаловски, политиката беше и од ден денес од политика нема да има во Олимпискиот комитет. И олимписките спортови со трајни спортски вредности. Тоа значи дека верувате во господинот Димески, така? Верувам во господинот Димески, во целокупниот управен одбор кој што сме, верувам во генералниот секретар, спортскиот директор, но верувам и да знаете што, јас победував не со превара, победував со резултат. Добро. Не продавав утакмици и да ја ставам Република Северна Македонија, нашиот народ, заради пари од кладуница. Добро. Господине Маленко, толку ни е времето. Јас ќе ви се заблагодарам секако за одвоеното време и се гледаме или слушаме во некоја наредна прилика во утрински Кога и да посакате, имајте убав ден, благодарам и поздрав до сите во утрински битки. Ви благодариме.